Токму за подготвеноста на надлежните институции за предстојната зимска сезона и врнежите од снег, во студиото разговарам со мојот гостин, првиот човек на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам за можноста. Оваа зима надлежните институции нема да бидат изненадени. Државата е подготвена за предстојната сезона и за врнежите од снег. Ова вие го изјавивте на координативниот состанок со представниците на институциите што се вклучени во зимско одржување на патиштата. Но јас морам да истакнам дека не само институциите, туку и граѓаните треба да бидат подготвени и секако ви упативте апел токму до граѓаните при патување да користат зимска опрема, зимски гуми, секако да имаат синџири за снег. За какви опасности станува збор кога зборуваме за подготвеност, но и ризици за зимски услови на пат? Јас би ја дообјаснил ова моја изјава, јас бев прилично прецизен кога ја кажав. Подготвено е она што државата го има како ресурс. Секогаш требат повеќе ресурси, бидејќи немаме доволно ресурси. Но според информациите од лицата од јавните предпријатии, барем она што го имаме е подготвено за предстојната зимска сезона и секако дека снегот нема да ни изненади, што само по себе не значи дека нема да се појават проблеми. За почеток јас би сакал да укажам дека снегот е наш пријател. Не треба на него да гледаме како на наш непријател, бидејќи како држава и како народ ползата од снегот е многу голема. Ако ги тргнеме на страна оние детски радости, но снегот предизвикува радост и кај возрастните, кога паѓаат снеголки, кога снегот ќе ја покрие нечистотијата на градот, кога се ќе побели, кога на уличните светла гледаме како снеголките полека паѓаат на земја, се е тоа романтично. Идилична атмосфера. Токму така, но добро бит е тоа што тој ќе ја навлажни земјата, добар е за земјоделските посеви кои што се веќе насадени, ќе ги наполни вештачките акумулации со вода кои што се уште се празни, така што имаме корис. Но снегот, особено во првите моменти додека паѓа, кога ќе тргнеме на пат, предизвикува непријатности кај граѓаните, токму затоа како што впрочем и вие кажавте. Јас апелирам до сите граѓани да ги следат прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи, кои што може да ги прочитат насекаде, меѓу другото и ние како ЦУК истите ги објавуваме јавно. Можам да ги пофалам УХМР дека имат изворедно прецизни прогнози. И ако тие кажат дека ќе врне снег на повисоките места, јас сум сигурен дека ќе заврне снег. Многу ретко промашуват. При тоа, кога зборуваме за повисоки места, и тоа е тешко да го дефинираме, тие не можат прецизно да кажат на која надморска височина ќе заврне, но искуството не научило сите овие минати години дека нашата преубава држава, ако одите од еден до друг град, безмалку помеѓу сите градови имаме некое место каде што патот се движи преку некоја планина. Нема меѓу Тетово и Гостивар. Но ако од Гостивар тргнате кон Кичево, ќе налетате на Стража, која што е на околу 1200 метри. Но исто така и Плетва, кој што мислам дека околу 1200 метри. Ѓавато, од другата страна, мислам Охрид, Ресен и исто во Беровско, значи насекаде, Валандовско брдо, насекаде низ државата имаме места каде што патот, регионалниот пат, се искачува преку некоја мала планина или некои високи ридишта, иако веќе над 1000 метри, секако дека се работи за планина, кои што се повисоки од 900.000 метри, граѓаните знаат дека тоа отприлика висината на водно, кој што безмалку 1000 метри. На таа височина, секогаш кога УХМР ќе каже дека на повисоките места има снег, секако дека ќе врне снег, или доколку во моментот не врне, ако врнело претходно, знаете, кога се движите вие помеѓу Тетово и Гостивар, може да нема воопшто снег, но како што се качувате нагоре по патот, да се најде на снег. Токму како што кажав и претходно во прашањето, тоа се места кои што бараат подготвеност, но и носат ризици при патување. За какви ризици зборуваме и за каква подготвеност говориме од страна на граѓаните? Едноставно правило. Одеве ќе кажам за Скопјани, сите оние кои што имаат планини околу нив од 1000 метри или повисоки. Ако треба да заминат на пат, нека погледнат на врвот на водно. Ако тоа е бел, тоа значи дека ако одат за Охрид, ќе најдат по патот на неколку места, на места со снег. И ако не е неопходно да патуват, најдобро е да не се упатуват на пат, особено ако немат соодветна опрема, бидејќи го гледа вашиот прилог пред малку, кој што беше извореден. Човекот убаво објасни за зимските гуми,
но знаете дека сиромаштијата си го прави своето, многумина граѓани имаат зимски гуми, но тие се малку повеќе излижани од што би требало и ги губат оние својства кои што би ги имале едни убави нови или понови зимски гуми. И ако граѓаните не се принудени, тогаш е најдобро да не патуват, нека почекат неколку часи или наредниот ден. Можно со снег да врне со денови, ке нас е многу мала, знаете дека обично врнежите може да траат во текот на ноќта, евентуално другиот ден. Бидејќи како што јас милувам да кажам safety first, безбедноста секогаш на прво место, тоа е основниот совет кој што како граѓани, не како директор на ЦУК, ќе го упатам до сите наши сограѓани. Понатаму, доколку веќе одлучиле да заминат на пат, да имат обавезно зимска опрема, се разбира зимски гуми, но не е наодмет да имат и ланци. Иако ако некој има зимски гуми, не мора да ги има и ланците. Но понекогаш тие може да се најдат. Проблем е тоа што ако некој со добро возило тргне кон Охрид и на стража може некој камион да се изврти, тешките товарни возила, да прошлајфуват и да се накосат и го блокират патот. И тогаш доаѓа до блокада. Так. И возилата не може да одат ниту напред, ниту назад. Значи може да е возилото некој модерен джип со супер одлични гуми, но едноставно имаме блокада. И може да останат со часови на пат. Затоа вториот совет до граѓаните, кога веќе зимно време тргат на пат, да има доволно гориво во возилото, за ако некаде останат блокирани, да возилото може да работи во место за да не и биде ладно. Особено ако имат со онифи деца. Батериите на мобилниот да бидат полни. Ја верувам дека сите имат полночи во автомобилите, но пак би апелирал да се следат прогнозите на УХМР и ако не е неопходно во услови кога врне снег и на ниските места, например кога во градот Скопје врне снег, да не се поаѓа на пат ако не е неопходно, бидејќи колку и службите да го чистат снегот, тие го чистат напред, но назад паѓа нов и нов снег. Значи колку ние не можеме, колку и да е мокна државата, треба да на еден патен правец да пушти голем број на машини кои што ќе возат една позади друга и ќе го чистат снегот за да патот колку толку биде проводен. Од друга страна, ако температурите паднат под нулата, почнува да се јавува мраз на коловозните ленти кои што дополнително ја загрозува безбедноста на граѓаните кои што управуваат моторни возила или оние кои што се во самите возила. Сето ова го говориме затоа што понекогаш граѓаните не се доволно свесни за ризиците кои ги очекуваат на пат во зимски услови, поради што неподготвени многу често остануваат заглавени на пат и секако неопходна им е помош од надлежните институции. Единствениот број 112 за итни случаи на кои граѓаните можат да се јават доколку останат некаде заглавени и да побараат помош, секако ќе биде достапен и ќе се реагира навремено, односно Центарот за управување со кризи ќе ги контактира надлежните служби и овде би рекла дека клучна е координираноста при ваквите спасувачки акции или акциите за помагање. Координираноста на институциите. Токму така, бројот 112 стои на располагање на сите граѓани кои што ќе бидат загрозени нивниот живот, здравје или имот. Граѓаните слободно може да се јават на овој единствен број за итни повици, бесплатен, 112 и да побарат било каква помош која што го загрозува ако е загрозен нивниот живот, здравје. Значи не може некој да се јави да бара рецепти или да бара некој, мислам, рецепти за готвење или да бара некој да ја достави храна, но ако некој со возило, со мали деца е заглавен, и не мора да има мали деца, значи можат луѓе да тргнат кон Маврово, надвор од главните патишта, каде што сепак имаме повеќе концентрација на луѓе и возила, пример кон Галичник, и при тоа да заглават. И на бројот 112 ние ја гледаме и нивната локација, ќе најдеме начин како да ја помогнеме. Меѓу другото, ние имаме изворедна комуникација со Автомотосојузот на Македонија, бидејќи дел од нашите повици на дневна основа ги пренасочуваме и кон Автомотосојузот на Македонија, кој што пружа одредени услуги на граѓаните во делот на сообраќајот. Како и да е, во било каков случај кој што ги загрозува животите и здравјето на граѓаните, слободно може да се јават на бројот 112. При тоа ги замолувам да бидат трпеливи, бидејќи нашите оператори мора да ги земат основните податоци, кој се јавува, од каде се јавува, зошто се јавува, што бара. Тоа е така и во Америка, така и во Германија. Не можеме ние на невидено некој да почне да вика помош, помош и директно да се прати помош ако претходно не знаеме за што се работи. Но тоа одзема 10 на 20 секунди. Но кога човек е на зорт, на мака, кога е во
се соочува со нека опасност, кога е повреден, тогаш и тие 10, 20 или 30 секунди на луѓето и се чинат како вечносно. Ние мораме да имаме основни податоци, за да можеме повикот да го пренасочиме онаму каде што е потребно. Значи, ако има потреба да се испрати полиција, нашите оператори веднаш стапуваат во комуникација со полицијата, ако истовремено е потребна итна медицинска помош, веднаш ја поврзуваат итната медицинска помош, ако требат пожарникари, ако некој хипотетички е заглавен во возило, и известуваат и против пожарната единица, така што со вртењето на само еден број граѓани кои што се соочуваат со голема опасност по нивниот живот, пример при одредена тешка сообраќајна несреќа, ќе добијат помош. При тоа да укажам дека модерните телефони, айфоните, ако смеам да ги кажам вака, да не биде како бесплатна реклама, но и сите останати смартфони кај кои што има еден таков програм кој што може да го инсталираат, и самите телефони при сообраќајна несреќа, но и модерните автомобили директно вртат во 112. Ние имавме досега повеќе случаи кога повредените лица не беа свесни дека возилото автоматски се јавува, односно звони во 112, при тоа доаѓа полиција и се изненадени. Ние само од другата страна, нашите оператори слушаат викање, лелекање, плачење. Значи, луѓето кои што се тешко повредени не знаат дека веќе самиот систем ги поврзува во 112. Нашите оператори ја дават локацијата на полицијата, на итната медицинска помош, и најбрзо што може тие поаѓаат кон местото на несреќата. Сега, бидејќи сме зимата ни е на прагот, а веќе сме во зимски услови според температурите и нели очекуваните врнежи од снег, мораме да говориме избасување човечки животи и помагање на луѓе во планина при тешки временски услови. Генерално во сите годишни времиња, нели по меѓународни стандарди, но сепак сериозен е предизвикот, одговорноста и ризикот за сите учесници кои што се дел од спасувачката акција. И одовде повторно апел до граѓаните и предпазливост. За почеток како планинар аматер, бидејќи самиот се занимавам со планинарство, но на аматерска основа, особено зимно време, не советувам никому без водич да се упати кон било кој планински врв. Затоа што веќе нашите планински врвови имаат снег. Опасностите се многубројни. Оному каде што наизглед изгледа се едноставно, може да дојде до трагични последици. Минатата година или предминатата, веќе ми се мешат многу настани, мислам дека беше минатата година, тоа овој период во ноември. Имавме несреќа под Тито врв на Шар планина, едно лице загина, а при тоа екипата која што отиде во спасувачка мисија од специјалната единица од ДБАР од МВР, еден од старешините кој што сакајќи да помогне да види каде е лицето кое што отишло во провалија, и самиот се лизна, бидејќи јас веднаш потоа стигнав на лице место, се работеше за екстремно лизгав терен, иако снежната покривка беше можеби 5-6 сантима, но замрзната стегната, и тој летна во провалијата, имаше голема среќа, преживеа, мислам дека сега е добро, без некои сериозни последици, но затоа што се работеше за многу силен човек. Еден просечен човек од таков пат, мислам дека шансите да остане жив се многу мали, опасностите се скриени, многубројни, и сепак ќе кажам, без планински водичи или без некој искусен планинар, да не се упатуваат зимно време во освојување на планински. Дури искусните планинари треба да бидат предпазливи. Може би некои патеки кои што не зна по колку пати ги одат и речи се секојдневно, можат да донесат ризик во зимски услови. Има многу ризици, еден од ризиците е лавина. Сега се уште нема толку многу снег за да имаме лавини, но ние зборуваме општо, бидејќи зимата бргу доаѓа, верувам дека на нашите убави планини набргу ќе има многу повеќе снег, и се надевам дека ќе има набргу многу повеќе снег, бидејќи, како што кажав, на снегот треба да гледаме како на наш голем пријател. Така. Секогаш предпазливоста и внимателноста треба да биде прва, затоа што нели ги имаме сите можности да бидеме навремено информирани и какви ќе бидат временските услови и што се случува некаде на терен, но затоа пак и овде и телефонскиот број 112 за итни повици, за не дај Боже, секогаш граѓаните можат да се јават и да побараат помош. Меѓутоа мораме да истакнеме дека на овој број може да се пријавуваат и физички напади, сообраќајни несреќи, пожари и сето тоа
можност граѓаните веднаш да бидат поврзани со институцијата и секако да им помогнат надлежните служби координирано во соодейство со другите институции и служби. И овде би истакнала храброста на сите вработени кои што работат токму во Центарот за управување со кризи, секогаш да реагираат благовремено, брзо и да им помогнат на оние кои што им е потребна помош. Благодарам. Во секторот 112 има изворедни луѓе кои што постојано се на слушалки и би кажал и еден куриозитет за кој што се зборува јавно во неколку наврати, во зависност од типот на телефонот со обично неколкократно стискање, можете да го добиете 112 без воопшто да го вртите бројот 112. Сега ќе го исклучам повикот, но треба самите граѓани тогаш кога немаат мака да пробат. Ако случајно и задзвони, ќе бидат љубезни, ќе се извинат, ќе кажат дека само го пробуваат нивниот паметен телефон. Се разбира тоа да не го злоупотребуваат, нека пробат еднаш два пати, бидејќи понекогаш можеби од страф, можеби поради повреда, можеби поради некоја друга причина, нема да можат да зборуваат. Со стискање на копчето за вклучување и исклучување. Значи треба и во самите опции во мобилен да се намести во сетинзите оваа опција. Тие го добиват 112, притоа ние ја гледаме локацијата и без да кажат збор ние знаеме каде да упатиме полицијата. Се разбира дека злоупотребите повлекуваат и одредени казни. Како прв човек на Центарот за управување со кризи, низ годиниве наназад докажавте што значи да се биде прв човек на ваква институција, секогаш прв на кризните места каде што треба да се реагира од надлежните институции. И токму затоа, вие оваа година сте прогласен за маж на годината. Не затоа што многу добро говорите, не затоа што добро сте облечени или многу убаво изгледате, туку заради вашата храброст и за вашата сериозност и пристапност во работата што ја работите. Што представува за вас оваа титула маж на годината? Да бидам искрен, бев многу изненаден кога разбрав дека сум номиниран. Поима немав дека сум номиниран. Не знаев, имаше гласање од публиката, таму победи еден наш прекрасен хуморист од Битола, Љубчо Крстевски, Љубе Крстевски, но имаше и стручно жири кој што ја додели наградата маж на годината токму на мене и генерално помеѓу сите 13 категории, исто така ми ја дадоа и втората награда, тоа е маж на годината во сите категории, но заедно со пожарникарите кои што ова лето скапаа на терен, гаснејќи и пожарите низ татковината, зашто ја посветив таа награда на сите нив, на сите, не само на пожарникарите, на сите, да не ги набројувам сега институциите, на сите луѓе, вклучително и граѓани доброволци и локално население, кои што се обидуваат да ги изгаснат големите пожари ова лето. Мене искрено ми значи ова награда од аспект дека во нашето општество во некои сфери има премногу кич, има премногу невкус, а додека оваа награда маж на годината има 13 категории во кои се негуваат силни општествени вредности. Треба во нашето општество одредени вредности да се негуваат, треба луѓе кои што во одредени категории се покажале со нешто добро, убаво, дали е уметност, дали е спорт, да добијат повеќе на видливост, не само во оно што го работат, може би некој спортист, но тој може да има влијание во сите останати сфери на општествено живење, така што убави се ваквите настани, ги поздравам организаторите, иако и не бев многу запознат со оваа награда, синоќа имав можност да видам дека се работи за една, би рекол, величествена манифестација, одлично организирана, навистина беше убаво чувството, но бев и малку збунет, затоа што јас сум навикнат да зборувам за вакви теми или за политика, а не и за такви убави. Јас би рекла големината е во едноставноста и човечноста. Пред се да се биде човек, близок и отворен кон народот. Честитки за титулата маж на годината и секако продолжите понатаму така успешно да ја работите работата што е пред вас како предизвик. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам за можноста.